Неделава се формираше новиот состав на Комисијата за заразни болести, а во ова издание мој гостин е претседателот на комисијата, професор доктор Александар Петличковски. Професоре, и натаму големи се бројките на ново заразени и починати сега од новиот сој Омикрон. Се поставува дилемата колку и дали вакцинирањето даде ефекти, особено што имаме случаи кои имаат примено и по 2 дози, а повторно се заразуваат. По однос на високите бројки кои се уште ги слушаме деновиве, да, пандемијата се уште не е завршена. Ова е нов пик на пандемијата со многу заразен сој кој предизвикува зголемување на бројот на дневни позитивни случаи и зголемување на бројот на хоспитализирани луѓе. Нема дилема дека вакцините вршат одлична работа во намалување на сериозноста со која што болеста ќе се манифестира. На почеток да, се надевавме дека вакцините ќе спречуваат нови инфекции, но како се развиваше епидемијата, стана јасно дека нови инфекции ќе се случуваат и кај вакцинираните луѓе, меѓутоа процентот со кој што се гарантира дека човек инфициран со корона нема да заврши лошо, односно нема да умре, е многу голем. За сите вакцини тој процент се движи над 90%. И во моментот тоа е реалната препорака и реалното сознание дека вакцините штитат од тежок тек на болеста и смрт. Се чини дека се измешаја. Имавме делта сој, Омикрон, сега се споменува некаква нова мутација на COVID-19, некаков нов африкански, јужноафрикански сој кој е детектиран повторно во Кина. Да, додека трае пандемијата, шансите да се појавуваат нови соеви се отворени и можно е да сретнуваме и нови соеви, и тоа во секој апел водачот на Светската здравствена организација го посочува. Рано е да ја прогласиме пандемијата за завршена и рано е да кажеме дека Омикрон ќе биде последната варијанта на вирусот, бидејќи тоа не е така. Ќе има и други варијанти, но има повеќе други параметри кои укажуваат дека пандемијата спласнува со интензитетот, односно со ризикот кој го носи по здравствените системи и по индивидуалците. Но повторно, пандемијата се уште трае и денес се уште умираат луѓе заразени со Омикрон, за кој што велиме дека има многу поблаг тек. Сите предпоставки, предвидувања одат во таа насока дека пандемијата постепено ќе добие ендемски тек, ендемски вид, што значи дека од време на време, дека вирусот ќе продолжи да биде тука меѓу нас, но ќе се појавува поинтензивно во одредени групи, во одредени популации, во одредени држави, од време на време, и не се очекува да има вакви сериозни импликации, односно толку голем број на смртни случаи. Помеѓу стручната фела, меѓу вашите колеги, постојат помалку различни толкувања. Во делот употреба на маски, решение или можеби дополнителна причина за ширење на вирусот. Дали воопшто се потребни да се прикажуваат сертификати кои понекогаш за многумина велат тоа станува банално. И трета работа, се чини дека не може да се најде крај или главното жариште за постојаниот перманентен зголемен број на заразени. Кој е главното извориште? Од третото прашање ќе почнам. За да заврши пандемијата, идеално би било во краток временски период да се имунизира целото население на земјата, зборам. Тоа не е можно. Секогаш кога диспропорционално се распределуваат вакцините, останува еден регион непокриен со вакцини, не имунизирано население, кај што вирусот лесно може, тој е незапирлив, стигнува на сите континенти, во сите држави, таму каде што наоѓа простор за лесно ширење, многу ефикасно заразува многу различни индивидуи и се видоизменува. И сега, новиот сој, логично е да не е исто осетлив на вакцините и на претходната имунизација, како старите соеви, и тоа е една од причините зошто пандемијата толку долго трае. Значи, првичните
проценки, проекции беа брзо да се реагира за тоа. Беа формирани тие системи на испраќање на вакцини во непривилегираните земји кои немаат достап до, немаат пари да ги купат вакцините, но тоа не профункционира, не ја заврши работата како беше замислено. И заради тој дисбаланс во имунизацијата, пандемијата се уште трае. По однос на прашањето за маските од почетокот на пандемијата до денес се покажаа како многу ефикасно средство за отежнување на ширењето на вирусот. И од таа причина и денес маските се многу корисни. Ако по однос на препораките дали да излеземе да се вакцинираме, научна препорака за ризикување и намерно заразување со омикрон варијантата не постои. Нема нити една студија која заклучила дека омикрон варијантата е лесна и дека треба да ги фрлиме маските да се заразуваме, затоа што, како што реков и еве минатите денови од доктор Илир Демири слушавме дека и деновиве се умира од омикрон. И тоа не е само кај нас, се умира во целиот свет. Значи тоа е голем ризик да намерно да влеземе во инфекција со некаква идеја дека ќе добиеме имунитет на полесен начин. Најлесниот начин за добивање на имунитет е вакцинацијата. И точка. Тука нема дилема. Друга причина заради која не треба намерно да влегуваме во инфицирање е тоа што денес се повеќе се зборува за долг ковид, за последици од ковид кои траат со месеци и кои уште ги немаме дефинирано, немаме комплетен список на компликациите кои остануваат после прележана болест. За разлика од ковид, компликациите од вакцините ги има, но се многу поретки. И од тој аспект, вакцините се многу поефикасен начин за имунизација. Последното прашање по однос на сертификатите, да, во ситуација кога се заразуваат и имунизирани, како што е ситуацијата сега, сертификатите го губат значењето, но мора да се направи сериозна проценка. Ние пак во Македонија беа воведени сертификатите со идеја да се засили стапката на имунизација. Ние имаме една од најниските стапки на имунизација во светот. Дали го постигна тоа сертификатот? Целта ја постигна целта? Ја постигна затоа што најголемо зголемување дневно на бројот на први дози дадени вакцинални беше точно во периодот кога беа воведени сертификатите. И сега тука сака една темелна анализа што би биле придобивките, што би биле загубата која би била со укинување евентуално на сертификатите. Секако дека тоа ќе се разговара, но точниот момент, дали ќе биде сега, дали ќе биде по 2 недели или по 1 месец, треба да се дефинира врз основа на убави темелни анализи. Не исклучувате можност од трнување на сертификатите како услов за влез во, да речеме, во моловите? Не исклучува. Висока стапка на смртност поради нестручност, лоша терапија или помалку разногласие околу третманот на заболените од ковид? Разногласието постои и околу евидентирањето на починатите. Значи, тука има, не само во Македонија, и во Америка, постојат малку нејасноти околу тоа како се евидентираат починатите. Дали се тоа починати кои случајно е детектиран ковид, или се починати, не знам, со разни коморбидитети, или се навистина последица исклучиво на ковид инфекцијата, тука постои разногласие во цел свет. Ние си зедовме задача убаво да дефинираме, деновиве имаше некои дискусии околу манипулации со бројки, таква работа не постои, одговорно тврдам. Кој би можел да лажира и да измислува број на починати, тоа апсолутно не е така. Очигледно лошо беше продолкуван вашиот колега Мехметовиќ. Секако, некоја игра на зборови беше несреќна, да кажам, но апсолутно е јасно дека никој не би презел на себе таква одговорност да подметнува бројки и во едната и во другата насока. Сега, методологијата со која што се запишуваат починатите, да, таа подлежи и на дискусии и на промени како се околу ковид. Ковид е работа, ковид е предизвик со кој се соочуваме моментално.
И во тој предизвик се менуваат и ставовите, се менуваат и протоколите, се менуваат и методологиите со кои се пресметуваат. Значи, една од задачите на комисијата во новиот состав ќе биде исто дефинирање на задачите и на начините на кои ќе се сумираат бројките и ќе бидат презентирани на јавноста. Вашиот колега доктор Никола Пановски, меѓу другото, деновиве ќе изјави дека во случај да не се појави некој посериозен нов сој на COVID од Омикрон, во нашата држава ќе се заразат 70% од населението и тогаш коронавирусот ќе премине во ендемија. Дали вакцината ќе стане сезонска во однос на COVID-19? Ние неизбежно се движиме кон станување на ендемска форма на оваа болест, затоа што веќе 2 години го градиме имунитетот, што со вакцинација, што со прележување. И во овој момент ние не сме на почетокот на пандемијата, сме во многу подобра ситуација од пред 2 години. Тоа мора да го имаме во предвид. Да, многу стручњаци предвидуваат дека, доколку не дојде до некое тектонско поместување во геномот на вирусот, се очекува со оваа позадина од околу 70, можеби и 80% имунизирано население, се очекува да имаме блага пролет, да кажеме, и да подзаборавиме на ковидот. Во овој момент не можеме да предвидуваме дали ќе има сезонска вакцинација за корона, како што е тоа за грип. Можно е да има такво нешто, но мислам дека е рано да можеме да предпоставуваме како ќе биде во следната зима. Кога ќе може да кажеме дека македонските граѓани се стекнале со колективен имунитет? Дали е потребно минимум 70% од граѓаните да бидат вакцинирани со 2 дози или со 3 дози? Процентот на вакцинирани, на население вакцинирано, за да се постигне колективен имунитет кој ќе гарантира дека вирусот нема каде да се шири, зависи од вирулентноста и зависи од контагиозноста на вирусот. Со овој сој, Омикрон, кој што многу лесно се расширува, и со евентуално појавување на некој нов сој кој уште полесно можеби ќе се расширува низ населението, 70% имунизирано население е малку за да кажеме дека имаме постигнато колективен имунитет, туку тој процент повеќе се приближува и до 90. Ние на институтот од каде што доаѓам планираме следната недела да излеземе на терен како точно пред 1 година и да направиме едни серолошки испитувања на 1000 случајни испитаници за да имаме представа до каде сме со имунитетот комбиниран од прележување и од вакцинација во овој момент. Моите очекувања, кои се очекувања, баш така без некоја позадина силна научна, се дека сме околу 70-80% и тоа е сепак еден добар појдовен број, добра појдовна состојба за да можеме да сметаме дека се приближуваме до колективен имунитет. Професоре, почна учебната година, постоја разлики во делот дали со физичко присуство или со онлайн настава. Колку решението или одлуката младите да се вратат во училишните клупи може дополнително негативно да влие врз ширењето на Омикрон, или пак можеби младите не се главното извориште на COVID-19? Разлики по сите прашања поврзани со протоколите за COVID ќе постоеле од почеток, ќе постојат постојано и секогаш ќе има група која ќе се согласува со протоколите кои што се пласираат и групи кои што нема да се согласуваат. Јас сум за физичко присуство, апсолутно го поддржувам физичкото присуство, одвивање на настава со физичко присуство, затоа што мислам дека тој начин на настава е 100 пати подобар, поефикасен и поздрав за младината, отколку онлайн наставата. Нити е концентрација задржана, нити е дружење, нити социализација. Сметам, и тука ги имам предвид и сите препораки на Светска здравствена организација, на CDC, на многу авторитетни здруженија професионални, кои укажуваат дека штетноста на онлайн наставата, односно на дистанцирањето, на неовозможувањето социализација на младите, носи многу повеќе ризици по нивното психофизичко здравје, отколку евентуалниот ризик за добивање на COVID,
ова не е без основа, бидејќи во однос на расширувањето на можност, еве како пул да постои оваа група на школски деца, ние во минатиот период кога имавме настава со физичко присуство и со тие скрининг со ограничени ресурси завршени акции, видовме дека училиштата не беа некој извор за ширење на инфекцијата, процентот на инциденцата на нови случаи беше релативно добра и не очекуваме да има некаков драматичен, некаков тежок пораст во бројките со тоа што учениците ќе се вратат во клупите. При тоа мора да инсистираме на протоколите кои предвидуваат проветрување на училниците, дезинфекција при промена на смените, носење на маски. Значи, во ваков еден контекст, сметам дека училиштата се безбедни за настава со физичко присуство и дека тоа е правиот начин како треба да се одвива наставата. Професор Тошевска ќе рече за студентите по медицина. Ке фаќате врски, јас не се чудам зошто сме во врвот на смртноста од COVID-19. Дали клиентелизмот го девалвира студирањето? Се разбира дека го девалвира. Ние имаме проблеми како држава на повеќе нивоа и проблемите се гледаат во секој аспект на живењето. Но во овој момент, кога приоритет ни е справување со епидемијата, мислам дека треба да се фокусираме на нашите ресурси и да најдеме најрационално решение за излегување, за намалување на последиците во нашите околности. Може ли овој начин на трансмисија на вирусот да се стави некаде крај или ќе бидеме под притисок постојано да бидеме на штрек кој кому, кога и како ќе го зарази? Да, и тој штрек ни направи многу штета да се расправаме, да се формираат две групи со изразито спротивставени ставови, меѓународни инциденти да се случуваат. Она што јас го гледам, можеби така сакам да го видам, но како тренд што го гледам од светот е дека полека драмата околу корона спласнува. Тоа значи дека ќе прифатиме дека вирусот е тука, дека може да предизвика и тешка болест, ќе се трудиме колку толку да го минимизираме, можноста за негово ширење и ќе престанеме со тестирањата еднаш, два пати, три пати, 100 пати при секој сомнителен контакт. Значи, очекувам да дојде до едно прифаќање и престанување на драматизирањето околу корона. Ви благодарам за издвоеното време и гостувањето во емисијата. Благодарам за поканата. Почитувани речи, тоа беше професор доктор Александар Петличковски, претседател на Комисијата за заразни болести и директор на Институтот за имунобиологија.